Во текот на вчерашниот ден граѓани ја запалеле Кочанската депонија. По добиената дојава за пожар и црн густ чад, припадниците од територијалната противпожарна единица на терен се упатиле со 2 возила и 4 пожарникари, а се вклучиле 6 доброволци со 1 возило од доброволното противпожарно друштво од Кочани. Пожарот велат дека е настанат од собираниот отпад од пластика, односно пластични шишиња. По неколкуто дојави од граѓани дека од депонијата се подигаше многу густ и црн чад, најпрво територијална противпожарна единица искочи на терен со едно возило и 2 пожарникари. Со констатираното на терен дека има потреба од повеќе луѓе, возила и поголема количина на вода, од територијална противпожарна единица излезено со уште едно возило и 2 пожарникари на терен. Беше настанат од веќе собраниот отпад од пластична маса, што значи таму гореше поголема количина на пластични шишиња кои се собирани од луѓето кои ја работат таа работа, и некаде околу 10 часот мислам дека целиот тој пожар беше ликвидиран. Имено во текот на вчерашниот ден е добиена и лажна дојава за пожар над индустриската зона, односно во Драчевиќ. Екипата од 6 пожарникари и едно возило од доброволното противпожарно друштво која се упатила на терен, констатирала дека станува збор за лажна дојава или неправилно проценување на ситуацијата. Веднаш истата екипа се упатила кон Кочанската депонија. Добив уште една дојава дека над индустријскиот дел, односно Драчевиќ, има дојава за уште еден пожар, и тоа беше како еден вид лажна дојава, затоа што истиот тој црн чад беше спуштен над Драчевиќ. Првично доброволно противпожарно друштво отиде на дојавената локација со едно возило и 6 пожарникари, и тоа се констатираше дека станува збор за еден вид лажна дојава или недобро оценета. Бесме препратени на депонијата. Председателот на доброволното противпожарно друштво Илиев истакна дека моментално нема присуство на чад од страна и пожарот е изгаснат. Апелираа до сите граѓани свесно да не предизвикуваат пожар затоа што тоа лошо влијае за граѓаните.